распишат локални избори, се пробира? Ние работиме на варианти кои што следуваат, меѓутоа најважната работа е Иванов да се вразуми и да го даде мандатот со тоа што ќе ги исполни своите уставни овластувања. Ова представува директно кршење на уставот, рушење на уставниот поредок и токму заради тоа и денешната пресконференција и повикот да навистина господинот Иванов направи се да помогне Македонија да излезе од оваа криза. Изборот на парламентот и сите други работи кои што претходат сигурно дека мора да се случат, меѓутоа најважно е Македонија да добие што е можно побрзо влада на Република Македонија. Како го коментирате писмото Иванов денеска до НАТО, до Европската унија, што го испраќа до претставот на Америка, на Турција, во кој што бара оградување и осудување на платформата од Тирана, која што, како што вели, е предуслов за формирање на новата влада. Како е одговорот на СДСМ? Дали е таа тиранска платформа предуслов за новата влада? Прво, Иванов во услови кога го прекрши Уставот на Република Македонија, кога на еден груб начин го погази членот 90 во која што јасно се укажува дека парламентарното мнозинство на партијата или партиите го добиваат мандатот за составот на влада, тоа не го стори, ја вовлече Република Македонија во дополнителна криза, ги кренат тензиите кај граѓаните. Било какво писмо, било какво обраќање само негово оправдување. Ние, како Социјалдемократски сојуз, разговараме за идна програма на владата на Република Македонија. Таа програма на владата на Република Македонија, на една реформска влада, за Македонија напредна, за Македонија единствена, за Македонија едно општество на сите граѓани на Република Македонија, ќе биде презентирана пред Македонскиот парламент, а со тоа и пред граѓаните на Република Македонија. И таа програма на владата е програма за унитарна Македонија, за Македонија на сите граѓани. Сето друго се изговори кои што се во функција на одредени политички структури во Република Македонија, на нивна заштита и токму заради тоа нема што тука се коментира освен како едно оправдување кое што си го бара самиот пред себе, верувам, и пред македонската јавност. Господин Спасовски, во исто време кога председателот испраќа писмо, вие денес оставивте средби со представници на тие држави, кои беа нивните препораки? Има денеска разговори во однос на тоа прашање. Не само денеска, туку разговараме постојано со сите меѓународни представници, со пријателите на Република Македонија. Главната порака е Македонија да добие влада што е можно поскоро. Заради тоа што само на таков начин може да се смират тензиите и кризата да го доживува својот крај, а Република Македонија да почне да се движи напред, да се прават реформи, она за што впрочем сите ние имаме обврска или сме преземале обврска пред граѓаните на Република Македонија. Ние очекуваме дека кога има Иванов избор од една страна Македонија и граѓаните на Република Македонија и од втора страна заштита на одредена политичка структура или спас од криминалот, дека се уште има време да се предомисли, да застане на страната на граѓаните на Република Македонија, бидејќи знаете вие дека имаше и протести претходно во Република Македонија после една одлука за амнестија на одредени политички структури во Република Македонија. Се предизвика сериозни протести и негодувања кај граѓаните, кои што беа за заштита на, односно се спротивставува на заштита на криминалот. Денеска имаме протести кои што ја поддржуваат одлуката на Иванов да го руши уставниот поредок и повторно да го штити криминалот. Од тој аспект ќе направиме се да врз основа на правен легитимитет, врз основа на уставните можности да се добие мандат од страна на Иванов и да се формира новата реформска влада. До кога ќе чекате мандат да добиете од Иванов? Дали доека не го даде мандатот нема да се свика собрание? Додека не го даде мандат. Во однос на свикувањето на собранието ви одговорив претходно, што значи работа за свикување на собранието, а друго е избор на влада на Република Македонија. Значи ќе направиме се во целиот овој период на сите можни расположи демократски и правни
средства да ги оствариме овие уставни начела и да ја формираме новата влада. Господин Спасовски, околу протестите, дали со ова што го чекате Иванов да се предомисли, а не преземате нешто друго, оставате простор и натаму да се разборуваат страстите кај протестантите? Ние превземаме се што е во наша можност. Наша цел е да се смират тензиите, наша цел е да не продолжи конфликтна состојба и поделби во Република Македонија. Наша цел е да, наместо да ја брануваме јавност и да создаваме нереди кои што може да прераснат и во пошироки размери, затоа повикуваме постојано кај граѓаните да делува разумот, да бидеме дел од луѓето кои што ја имаат сериозната одговорност за мир и стабилност во Република Македонија, и таа состојба на делување е најголемата порака до оние кои што во овој момент креираат одредени кризи. Затоа Социјалдемократскиот сојуз прави се и ќе прави се понатаму да не дозволиме во ниту еден момент да ескалираат состојбите, заради тоа што ескалацијата на состојбите најмногу одговара на ВМРО-ДПМН и на нивното раководство во овој момент. Мораме да направиме се да на еден мирен, транспарентен начин, почитувајќи ги сите уставни, законски и политички норми, дојдеме до формирањето на владата на Република Македонија. Господин Спасовски, денеска повторно побаравте веднаш председателот Иванов да ви го даде мандатот. До кога планирате да барате веднаш да ви го додели мандатот? Ние побаравме веднаш, како што побаравме и првиот ден, кога го прекрши Уставот, и ќе го повикуваме секој ден и секој час да биде разумен, да се сети на Република Македонија и на нејзините граѓани, да се издигне над политиката која што сега во моментот му е во прв план, се со цел да не создава дополнителна уставна криза и да не создава дополнителен страв кај граѓаните на Република Македонија, туку да се оствари неговата уставна определба за добивањето на мандатот и за состав на новата влада. Благодарам. Како? Доделувањето на мандатот за формирањето на владата ќе значи првиот чекор кон разрешувањето на кризата и до намалувањето на тензиите. Зошто е тоа така? Заради тоа што на тој начин ќе се создадат можности да се разговара за програмата на владата, таа ќе биде презентирана во македонската јавност и таа програма на влада е клучниот елемент за развојот на Република Македонија. Така да, апсолутно не очекувам дека граѓаните на Република Македонија ќе продолжат, односно еден дел од граѓаните на Република Македонија ќе продолжат со протести и тензии во услови кога не знаат зошто протестираат во најголемиот дел. Значи јас колку што ги следам нивните изјави, колку што разговарам со дел од нив, тие знаете како нарече еден протестант предик. Јас не знам зошто се протестира, меѓутоа за секој случај сум тука. Се додека добиваме такви одговори на прашањето зошто се протестира во Република Македонија, јасно е дека се протестира заради заштита на одредена група која што се плаши заради собствената кожа, што ќе се случува во понатамошниот период, која што се плаши веројатно од воспоставувањето на правда во Република Македонија, меѓутоа најважно за државата е нова реформска влада и правда за сите граѓани на Република Македонија. Прво, значи, го праќа писмото и продолжува тој принцип на загриженост без да се објасни на граѓаните за што е загрижен. Јас исто така упатувам јавно прашање и до Иванов, зошто не беше загрижен во моментите кога го додели мандатот на Груевски, кога постоеше исто така таа платформа. Гледате дека слушаме деновиве, дека се од платформата било прифатено од Груевски. Имавме изјава, односно имаше коментар овести на една национална телевизија дека готово е, денеска се формира владата помеѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ, заради тоа што Груевски ја прифати платформата на албанците. Јас мислам дека таква загриженост во која што се покажува наводна загриженост за состојба во Република Македонија, која што се споделува како реалност, а не го земате во предвид фактот дека исто така
реално се парламентарното мнозинство во Собранието на Република Македонија. Реално се дека треба се создаде програма за идната влада. Реално се дека треба да ги исполнувате уставните начела и така натаму. Сето тоа како реалност во Република Македонија мора да биде земено во предвид, посебно од еден председател кој што претендира да биде на држава или татко на нацијата, во моменти кога македонската држава треба да има институција над која што може да се подпре, Иванов покажа дека тој не е таа институција на која што граѓаните може да бидат сигурни. Наместо да помогне во разрешувањето на кризата, уште повеќе ја комплицира таа криза. Јас верувам дека тоа не е негова желба, туку тоа е желба или барање на политичката опција која што му даде подршка за изборите. Сето тоа укажува дека далеку е од тоа дека Иванов работи за интересите на граѓаните на Македонија и за Република Македонија.